Разложението на уставните суди или мнозинството на уставните суди кои што денеска одлучија да не се поведе постапка по иницијативата со која што се оспоруваше упатството на државната комисија е тоа дека во услови кога постои правна празнина, комисијата морало да постапува согласно актуелните или согласно важичките одредби кои што се во изборниот законник. Според првиот човек на уставниот суд, по она одлука практично на самиот суд од мај со кој што се укина оној минимален праг за собирање потписи за независните кандидати, доколку државната изборна комисија не постапала како сега и не го донесела ова упатство со важечки одредби од изборниот законник, тоа ќе било брутално погазување на одлуката на уставниот суд. Иако на денешната седница повеќе од 3 часа дебата, судиите има жестоки расправи и спротивставени ставови околу тоа правилникот што не е објавен во службен весник, дека нема правно дејство и не е прописи, од тука не може државната изборна комисија да се поставува како орган кој што носи заклучоци, како што е законодавецот или се поставува во улога на законодавец. Сепак мнозинството донесе одлука со која што постапка нема да биде поведена по иницијативата од Македонскиот конгрес и господинот Стојанов, кој што практично ги оспоруваат овие одлуки на државната изборна комисија и бара уставниот суд да донесе таква одлука, односно дека тој го злоупотребил, го прекрашил изборниот законник и се поставил во улога на законодавец. Како течеше дебатата, кои се заклучоците и аргументите на уставниот суд и уставните суди, гледаме во продолжение. Упатството со коим се даде можност за кандидатури на независните останува. Уставниот суд одлучи да не поведе постапка по иницијативата со која се оспоруваше одлуката на ДИК. Иако со спротивставени ставови, мнозинството уставни судии сепак смета дека поради непостапување на парламентот по создавањето на правна празнина по одлуката на уставен, комисијата согласно важечки одредби донела ново упатство. Доколку ДИК не постапил вака, тоа ќе значило погазување на одлуките на уставниот суд, смета претседателот Дарко Костадиновски. Државната изборна комисија има правен основ и таа била должна да донесе таков правилник. Должноста на ДИК да го донесе тој правилник се базира не само на одредбите од изборниот законник, туку и непосредно на уставните одредби. Значи, уставот дава сериозни гаранции за активното и пасивното избирачко право, на можноста секој да учествува во политичкиот процес. Би било огромно и многу тешка повреда на уставот и непочитување на нашата одлука доколку ДИК не постапил на овој начин. Од тие причини мнозинството судии се одлучи за одлука да не поведе постапка. Наспроти ставот на мнозинството, дел од судиите смета дека правилникот на комисијата нема правна сила бидејќи не е објавен во службен весник и не е прописи никој друг освен собранието не може да носи акти кои регулираат ваква материја. Дел од овие тврдења се поклопуваат и со наводите на Светскиот македонски конгрес и Стефче Стојанов како поднесувач на иницијативата според кои државната изборна комисија направила повреда на изборниот законник и се ставила во улога на законодавец. Уставниот суд во мај донесе одлука со која беше укинат минималниот праг на собирање потписи за учество на независните кандидати на локалните избори. Костадиновски вели дека тоа што парламентот не донесе измена на изборниот законник за да се пополни правната празнина, може да се толкува како максимална либерализација на можноста за кандидирање. Но пополнувањето, односно непополнувањето на таа правна празнина, може би е одлука на собранието и може и така да се толкува дека оди многу либерално во поглед на критериумот за учество на независните кандидати во изборниот процес. Бидејќи не ја пополнил, не дал ограничување. Сето ова оди во прилог на нашата одлука. Откако собранието не успеа да постигне консензус за да се регулира ова прашање, државната изборна комисија, повикувајќи се на членот 61 и 63 од изборниот законник, донесе упатство со кое се дозволи со најмалку 2 потписа да се стане кандидат за градоначалник или советник.